Неопходна е стратегија за спас и заштита на Преспанското езеро. Состојбата е критична, велат експертите. Ниското ниво и намалениот квалитет на водата негативно влијае врз живиот свет кој опстојува таму. Иако езерото последниве децении во повеќе наврати се повлекувало, вака не било одамна. Појасите се од трска што ги опколуваа преспанските плажи се одамна на суво, а пристаништето и платформите од крајбрежните ресторани се дури неколку метри од водата. Како и за луѓето, ако зборуваме питка вода, треба да биде бистра, треба да биде чиста, треба да знаеме дека може да ја користат и сите живи организми кои живеат во едно водно тело. Но во моментов верувајте дека олеснатото присуство на органска материја можеби ќе се снајдат да најдат храна, но треба да ја видат храната за да ја внесат. Зборувам за рибите. Истото се случува и за било кој сектор засегнат околу Преспанското езеро. Зборуваме за туризмот. Ако плажите се повлечени 150 метри, значи она што некогаш била плажа, сега е суво песочно тло, ги одвраќа луѓето, навистина гледката е тажна. Нуркачите велат дека за разлика од минатото кога се правеле акции за чистење, сега речиси да е невозможно поради заматеноста на водата. Се соочивме со доста негативни услови, се по 3 или 5 метри длабочина е веќе тотална темница, езерото изумира. Во минатото беше доста подобро, пред едно 5-6 години имаме нуркано таму, беше речиси нормално во тој период, сега е условите кои се на Преспанското езеро се речиси само за единките кои живеат таму. Добрите познавачи посочуваат дека едно од можните решенија за да се подобри ваквата слика е на дополнување со вода, едно од мерките која беше применета и на Дуранското езеро, со што би се изнашле изворишта чија вода ќе се пренасочи во езерото. Нина Аритоновска, Сител телевизија.